Добро вечер во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој и ваш гостин е господинот Славчо Трпевски, директор на Агенцијата за катастар. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов во ова прекрасно студио. Господине Трпевски, доаѓате од една институција која што не толку одамна беше една од понеомилените кај граѓаните, затоа што услугите кои што ги добива од вас се чекаше многу време за да ги добијат. Бевте една од позатворените институции. Она што се вели реформа во јавното работење, најочигледно е токму во катастарот. Од затворена институција станавте отворена за граѓаните што поблиску и што побрзо да се завршуваат работите. Како стигнавте до ова? Рецептот е многу едноставен, само е потребен многу труд, многу желба за работа. Значи рецептот е работа, работа и само работа. Агенцијата за катастар и недвижности во изминативе 10 години, како што кажавте и вие, од една многу затворена институција каде што владеше криминал, корупција, прерасна во една модерна институција. Институција која што предметите денеска преку 50% веќе ги прима по електронски пат, каде што електронски се поврзани општините, нотарите и геодетите, значи едно чудо државни институции. Но верувајте, не беше така лесно. Овој 10-годишен развој на катастарот добро го одбележува и можеби ова брошура, ова книга, ова е еден финален извештај кој што Агенцијата за катастар и недвижности во соработка со Светската банка, значи со Светска банка го направи, кој што го покажува патот на развојот на катастарот, токму од една ваква институција до еден денешен катастар. Ова книга вашите гледачи можат да ја видат, да ја симнат на страната на катастарот www.katastar.gov.mk и може дури подетално да го видат патот како катастарот во 2005 година беше една од најлошите институции во Република Македонија, а како катастарот во 2015 година е пример за институција. Секако има уште многу работа што треба да се сработи, но на кој начин катастарот дојде до ова што сме денес? Чинам дека напредокот во ИТ технологијата вие како институција најмногу го искористивте, а секако во интерес на граѓаните. Да, апсолутно. На завршната конференција што беше сега на 3 ноември до тука, основачите, еден од главните основачи на Светската федерација на геодети, позната како ФИК, господинот Кауфман беше присутен тука. Тој уште во далечната 1986 година со најголемите умови во тоа време во делот на геодезијата, во делот на катастарот, ја напишале, значи 86 година, катастар 2014. Како катастарот треба да биде во 2014 година? Значи, они ставиле дека катастарот во 2014 година мора да биде дигитален и дигитализиран во сите негови пори. Она што катастарот е сега во 2015 година, исто таа работа беше лани, но со големо темпо напредуваме од година во година се побрзо, е тоа да биде и нашиот катастар. Значи тој самиот, тој автор, збориме за светско име во делот на катастарот, на конференцијата која што беше сега на 3 ноември каже дека македонскиот катастар во целост ги исполни сите критериуми кои што ги зададе меѓународната федерација на геодези, значи сите критериуми оние кои што биле поставени, кои што денеска важат, се постигнати. Секако катастарот не застанува тука. Меѓународната федерација на геодети во припрема е за изработка на катастар 2034. И ние како македонски катастар активно учествуваме во таа нова програма, во таа нова визија која што во следните неколку години ќе се прави за понатаму да излезе, а правецот е токму тоа што вие што кажавте, значи дигитализација во сите пори, затоа што на тој начин сме поблиску до граѓаните, информациите побрзо стигаат до бизнисот, а катастарот главната и основна улога му е да има сигурни податоци, правовремени податоци и да биде во функција на развојот на економијата на државата. Би сакала накратко да направиме една паралела. Пред 10 години ќе се вратиме нели малку повеќе наназад. Еден документ се добиваше за недела, две, па и месец, но има и некои со години. За денес тоа да е сведено на минимум. Да. Значи некаде во 2005 година имаме многу прецизни евиденции бидејќи во 2005 година доаѓа Светска банка со проект за развој на катастарот и почетниот проект на катастарот било буквално да се запишат правата на сопственост. Нормално таа тогаш ги снимила сите состојби што биле во катастарот и поради
во споставањето на таа евиденција до ден денес имаме точни евиденции како била состојбата во 2005 година, каква е состојбата денеска во 2015 година. Значи, биле во прашање години за да се запише објект куќа. Кога ќе се добиело одобрение за градба, буквално граѓаните веднаш доаѓале во катастар, го поднесувале барањето, иако објектот не бил изграден, иако не им било комплетирано барањето, за истото после една година да дојде на ред таман доволно време да ја изградат луѓето куќата и да ја донесат и употребната дозвола да ја запишат во катастарот. Значи збориме за опишување на објект се чекало дури до една година. Зашто тогаш толку било спор? Што е она што се промени во работата? Ако имаме во предвид дека и самите ние можеме, нели, одиме често во катастар, гледаме дека луѓето кои што работат не се многу променети. Дел од тие луѓе се истите кои што работеле и тогаш. Апсолутно. Луѓето се исти, но начинот на работата, технологијата на работата, реформите кои што се направија, значи да не заборавиме катастарот буквално го смени комплетно начинот на своето работење и во правна смисла. Значи се промени начинот на работа. Законот за општа управна постапка веќе не е составен дел од работата на катастарот. Во Република Македонија се воведе катастарско право, катастарска постапка. Тоа право веќе се изучува на Штипскиот универзитет, веќе се изучува и на правниот факултет. Значи се воведе нова дисциплина на кој начин треба катастарот прво да се организира. Значи да се направи правната подлога, да бидат процедурите јасни, едноставни, брзи, да нема компликации, да нема комплицирани процедури, да вие се мачите да дојдете до вашиот имотен лист, кога цел свет го добива за 1 или за 3 дена. Значи правната регулатива се напред се донесе, а потоа се свртивме комплетна дигитализација, значи правење на електронски катастар, правење на електронски шалтер, правење на електронски сервиси, кои што и ден денеска уште ги работиме, ги збогатуваме со податоци, се со цел за ова една година што било пред 5 години се запише еден објект, денеска тоа да го правиме за 5-6 дена. А ако пред 10 години еден стан што веќе имал имотен лист, да се запише во катастар било потребно 30 дена измерено од Светска банка, денеска се запишува за еден ден. Значи буквално за еден ден е просечното време за запишување, еден работен ден. Тоа се тие реформи кои што мораше да се изедат, мораше да се направат за катастарот да биде тоа. Верувајте, ништо не паѓа од небо. Мора многу јако да се работи, мора многу напорно да се работи да се стигне до резултатите, посебно резултати кои што ние ги збориме сега, но истите се признати од Светската банка, истите се признати од Европската комисија, истите конечно ги признава и Doing Business. Неколку пати ја споменавте Светската банка, мораме да напоменеме дека пред отпочнување на реализација на проектот на Светската банка и податоците кои што ги имаше катастарот, често пати беа неуредни, неточни, имаше проблеми граѓаните, па сето тоа доведуваше и до несакани последици. Колку време би беше потребно за да ја исправите, можеби грешката која што ненамерно е направена, меѓутоа сепак е направена во институцијата во која што сега раководите. Токму така. Катастарот е историски, ако се вратиме наназад, историјата на катастарот во Република Македонија почнува од Отоманската империја. 1847 година граѓаните на Република Македонија сите слушнале за тапија. 1847 година е формиран тапискиот систем. Значи уште во времето на Турската империја, на Отоманската империја е се првите николци на организирано водење на катастар и на територијата на Република Македонија. Во 1900 после заменувањето на Турската империја 12-та година знаеме, имаме еден период на војни, знаеме првата балканска, втората балканска, па првата светска војна до 17-та година, конечно 23-та година под покровителство на кралството Србите, Хрватите и Словенците, повторно се возобновува катастарот и се прави тој тогашен земјишен катастар, кој што функционира некаде до 1986 година, во времето на поранешна Југославија, кога за прв пат се носи закон да се формира катастар недвижности, што за гледачите би значило покрај земјата, катастарот да води податоци и за зградите. Од 86 година е започна да се прави модерниот катастар или катастар на недвижности. До 2005 година, до влезот на Светска банка на овој проект, само 46% од територијата на Република Македонија била покриена со катастар на недвижности. Значи можете да замислите 88, 2006 кукав распон на години, а кукав мал процент на реализираност на направење на катастар. Од 2005 година до 2012 година, само за 7 години се воспостави катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија. За колку мал период е направена огромна работа. Збориме за 4,1 милиони парцели кои што денеска постојат во електронскиот катастар. Збориме за преку 758.000 објекти што денеска се запишани во катастарот. Значи збориме за огромни податоци, збориме за попис и за запишување на секоја парцела
али народно кажано, секоја педа земја од Република Македонија. Секако, во овој процес имало и доста и неправилности, имало доста и грешки, но као катастер, рековте вие, ние сме катастер, мора и грешките да ги справиме што дајеле минатото и за тоа напорно работиме. Еве, например, тука сме сега во Велес, Велешко, вашата телевизија се гледа во овој район, познато ни е районот на Чашка. Значи, кога била постапката за систематско запишување во тој район, имаме цели села, како Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, што воопшто не се појавиле на систематското, го бојкотирале, сме имале класичен бојкот, бидејќи луѓето земале детски додаток, мислеле дека ако им се запише имото, ќе го изгубат детскиот додаток. Но времињата се менуваат, луѓето се земјоделци. Сега државата дава субвенции. Државата вика, ако имате имотен лист, ќе ви дадеме субвенции. Доколку немате имотен лист, нема субвенции. Затоа сега граѓаните викаат, сега сакаме имотни листови. Ние како катастер не сме тие кои што ќе кажеме не, тогаш не се појавивте и сега ние нема да... Не, напротив, ние го променивме законот и направивме можност и ден денеска и жителите од двете тие села и од цела Чашка. Примаме преку 40 општини во тој район каде што бил многу слаб одзивот на граѓаните во тој период кога биле пасивни се криштата, многу луѓе биле иселени можеби. Сега дали можеби токму поради оваа ситуација и се одлучивте како институција да отворите отворени канцеларии во помалите рурални општини? Токму така, значи да бидеме поблиску до граѓаните, да им ги кажеме, знаете, катастерот не може секој граѓанин да биде доктор, и тупа секој може да го знае катастерот и катастарското право. Но затоа се тука институциите. Институциите се тие кои што треба да им ги објаснат процесите на граѓаните, да им објаснат кои документи се потребни. Дури ако може самата институција да ги обезбеди документите, тоа ќе го направи. Тука сме да им помогнеме. Затоа, ова што го спомнав, еве, за Чашка, за овој регион тука, даваме нова можност. Денеска, секој граѓанин од овие пасивни краишта може да дојде во Велешкиот катастар или во канцеларијата што имаме во Чашка, поново да го пријави својот имот и катастерот бесплатно ќе го запиши. Значи, тука сме, целта ни е секоја парцела, ние имаме попишано, знаеме кај се наоѓа, ја знаеме нејзината површина, ја знаеме големината, но битно ни е многу да знаеме и кој е собственикот. Значи, секој што има документ дека е негова собственост, целта е да биде запишан. И да појасниме само малку околу ова прашање. Да. Многу од жителите, како што пред малку рековте, имаат стари тапи. Да. Дали тоа значи дека е потребно да се изработуваат повторно сега елаборати? Да, многу битно прашање. Значи, ова нова постапка на ажурирање, зборам за овие пасивни краишта каде што бил порано пописен катастар и каде што граѓаните не се пријавиле. Значи, процентот на излезот се помал од 20%. Тоа се 40 населени места во делот на Чашка и околината. Значи, тука се и Богомила, тука се и другите села кои што се во оквирот на Чашка. Во моментов, од пред една година е започнала таа акција, но во моментот се уште трае можноста да граѓаните да дојдат. Битно е само да го донесат правниот основ, дали тоа име тапија, дали име пресуда, дали име договор, дали име поседовен лист. Правниот основ треба да го донесат во катастерот, нема потреба од геодетски елаборат. И најбитната работа е да можат да идентификуваат парцелата. Доколку може да се снајдат на компјутер, ќе бидат покажани сите парцели, уште подобро. Доколку не, ќе се земат податоци и после ќе се иде на лице место, граѓаните ќе мора и на лице место да не ги покажат кај им се наоѓаат парцелите. Бидејќи порано кога имало катастер во район, бил направен пописен катастерот за даночни цели. Катастерот во Велес ги нема податоците кај се границите меѓу соседите. Така да со ова покажување ќе бидат точно тврдени кај се меѓите и од сега па во иднина да се знае дека таа парцела собственик на тој човек и да се знае дека е тоа негово. Колку ова го знаат самите граѓани? Колку овие ваши гостувања по телевизиите, но и се почесто можеме да ве видиме и на интернет форумите, допринесува тие да бидат се поинформирани и да доаѓаат до институцијата? Ние имаме повеќе механизми како ова го правиме. Имаме прво одлична соработка со градоначалникот и со општината Чашка. Имаме прекрасна соработка и настојуваме секогаш тие ни обезбедија и просторија, значи ги имаме сите услови за работа за да бидеме таму. Нормално преку местните заедници општината ги информира граѓаните. Дури бидејќи ние не можеме наеднаш сите овие 40 села што гравитираат од таму веднаш да направиме катастер, туку во соработка со општината, буквално општината ни кажува кои населени места или села да ги офатиме, првин тие да ги завршиме, па после тоа да додат други, па трети, значи да ги поминиме сите, така да имаме една таква соработка да директно местните заедници комуницираат со местното население. Понатака, веќе 8 година поред ни трае акцијата Отворени денови со катастар. Значи 8 години поред одиме од град во град, од село до село, на повик на граѓани каде што ја одржуваме оваа акција, ги повикуваме граѓаните да ги донесат документите, да ги видиме проблемите, да ги упатиме што треба да направат. Во Чашка имаме последниве 3 години минимум 3 до 4
4 пати појдено и буквално држани отворени денови каде што ги повикуваме исто така сите граѓани. Значи, нашата цел е да го запишеме имотот. Секој што има документ да го добие правото на собственост, а правото на собственост се добива да го има имотен лист. Дека користите модерната технологија, докажете и следниот пример. Например, во минатото, ако имате имот во Скопје, мораше имотниот лист да се извади од Скопје. Една од реформите, една од новините е дека сега може имотен лист да се извади било од каде од Македонија. Да, електронскиот катастар го направивме некаде во 2010 година во Скопје, а во заклучно со јуни 2012 година ги поврзавме сите оделенија на катастарот во еден централизиран систем. Значи сите оделенија во катастарот работат во една централизирана база која што се наоѓа во Скопје. Тоа не е возможи да имотен лист се извади или копија од катастарски план од било кој град во Македонија за било кој друг град во Република Македонија и не само во Република Македонија. Во соработка со Министерството за надворешни работи од оваа година возможивме имотен лист да се извади во Детройт, да се извади во Торонто, да се извади во Белград, да се извади и во Виена. Значи нашите иселеници кои што живеат во овие градови може да појдат во нашите конзуларни представништва и таму ќе го добијат имотниот лист. Технологијата го овозможува тоа ние го направивме и тоа одлично функционира. Тоа е огромна заштеда за граѓаните. Наместо од Велес граѓаните да дојдат до Скопје, пример ако им треба имотен лист, а имаат стан или некоја земјиште во Скопје да го извадат до Скопје, сега тоа може да го направат тука во Велешкиот катастар, дури не мора ни во катастарот, може да го направат и кај нотар во Велес, може да го направат и кај геодетска фирма во Велес, може да го направат и во општината Велес. Значи електронското поврзување, дигитализацијата на катастарот го овозможува ова, што значи сигурност, но значи и заштеда на време и пари за граѓаните и за бизнес заедницата. Спомнавте дека имотен лист може да се извади од секаде затоа што катастарот ја нуди таа можност. Меѓутоа, за да сето тоа се реализира, претпоставувам дека имате огромна соработка и со катастрите од тие земји. Токму така, значи катастарот во изминатиот период имаше среќа да учи од најсовремените катастри во светот, би рекол. Холандскиот и шведскиот катастар важат за едни од најдобрите во светот катастри. Во развојот на катастарот во овие изминати 10 години, улогата на шведскиот и на холандскиот катастар беа огромни, големи. Значи, плејада на експерти од Холандија доаѓаа во Македонија, ги обучуваа нашите луѓе, плејада на експерти од Шведска доаѓаа во Македонија, ги обучуваа на нашите луѓе. Нашите луѓе со недели, со месеци престојуваа и во холандскиот катастар и во шведскиот катастар. Тоа не го зборам дека се случило еднаш. Туку збориме за период некаде, например, со шведскиот катастар, со шведската агенција за меѓународна соработка соработуваме веќе 8 години. Значи зборуваме за една континуирана соработка каде што ги надградуваме капацитетите на луѓето. Знаете, вие можете да купите технологија, но ако немате луѓе што знаат да ја спроведат, тогаш немате ништо тоа. Така да вработените во катастарот, менаџментот на катастарот се обучувани во најголемите светски центри кои што ја разбираат ова работа и кои што се напред и денеска. Така да затоа и ова одлична соработка. На завршната конференција учествуваше амбасадорот на Кралството Холандија и заменик амбасадорот на Кралството Шведска. Не го крија нивната восхитеност од напредокот што го направивме. Секако ние сме им длабоко благодарни бидејќи не научија како треба да работиме, како тие нордиски принципи на работа да ги земеме, да ги аклиматизираме на нашето подневје тука и буквално да го направиме катастарот она што е денес. Не би сакала катастарот да го споредиме, да речеме, со катастрите во земјите од кои што ние црпиме искуства. Каде сме во однос на нашите соседи? Морам да кажам, јас сум генерален директор и можеби нескромно ќе звучи, но ние сме можеби 4-5 чекори понапред од сите наши соседи, како поблиски, така и подалечни. Значи, во овој период катастарот ги направи тие реформи како например електронски катастар. Ниедна земја во регионот нема електронски катастар. Или поврзување на графичкиот дел, правото со дигитализацијата со катастарските планови, значи алфа-нумерика со графика. Ова го нема никој направено во Европа. Значи, го нема направено се уште ни холаѓаните, го нема направено ни швеѓаните. Значи, во некои работи, дури работејќи ги овие работи, отидовме подалеку. Затоа што ние го правиме тоа денес, ние го правиме тоа користејќи денешната технологија и ние сме помала земја. Ние сме 10 пати помали од Холандија.
Ние сме исто можеби повеќе 15 пати помали од Шведска. Така да некогаш големината на територијата е и пресудна во некои процеси што можеш да ги направиш и побрзо. Значи, веќе споредувањето на македонскиот катастар не е со земјите од регионот, ниту па со земјите од Источна Европа, со исклучок на Литванија, Естонија, кои што исто така се многу напредни. Русија веќе исто така во некои делови, не цела Русија, меѓутоа Москва, тој дел тука исто така многу работат напорно за да ги достигнат овие современи текови. Затоа катастрот е меѓу првите можеби 10 држави во Европа, а кој ќе кажеме во Европа, за светот останува можеби Малезија, Нов Зеланд, Австралија, тие се другите кои што воопшто имаат и катастри. Јужна Америка не е тоа, Америка воопшто нема катастар како друг начин на работа имаат во тој дел. Така да веќе споредувањето на катастрот не е со локалните катастри, туку нашата интенција да се споредуваме со недобрите катастри. Во минатото кога ќе се речеше подземен катастар беше нешто многу чудно за нас. Што е тоа? Самиот граѓанин му беше нејасно. Ви беше потребно дури и чинам дека подолг временски период она едукација па и реклама на по медиумите, што значи токму ваков катастар? Токму така. Подземниот катастар е втор вид на катастар што како држава мораше да го направиме. Знаете, ќе почне да се работи на пат, ќе почне да се работи на некоја друга поголема работа, цели населби останува без струја, цели населби останува без вода. Зошто? Затоа што ние не знаеме што има во утробата на земјата, не знаеме дали поминува водовод, канализација, дали тука има евентуално и гасовод веќе, дали има тука електрична енергија, подземна или. Значи, буквално немавме информации за ништо. Почнавме од нула. Некаде целиот процес започна со моето именување за директор некаде во мај 2012 година, каде кога што формирав нормално по насоки на владата, ова е проект на владата Република Македонија, морам да кажем, можеби и личен проект на председателот Никола Груевски, кој што инсистираше и бараше од мене како прв човек тогаш да мора во Република Македонија да се направи подземен катастар. Значи почнавме од ништо, од нула, формиравме на работна група која што за прва цел имаше да ја сними состојбата во Република Македонија, да видиме колку општините имаат податоци, колку Телеком има, колку Евана има, колку имаат воопшто генерално институциите податоци за тоа што имаат под земја. Бевме разочарани од тоа што го имаат. После завршувањето на нова едно мини истражување, мораше да направиме една студија комплетна, каде што мораше да ни го трасира патот како да го направиме овој подземен катастар. Студијата се изготви од познати меѓународни консултанти, но група од катастарот, мешовита група помеѓу вработени во катастарот и приватни геодетски фирми ги испративме на обука во Холандија, значи цела една недела беа на обука да видат буквално како се мери подземно, како се прави воопшто подземниот катастар, исто така беа и во Литванија. Исто и таму се виде како се прави. Истата таа група беше и во Словенија, значи мораше да створиме кадар луѓе кои што ќе разберат што и ќе го видат тоа практично како се прави, не само теоретско. За конечно после тоа 2013 година го донесеме законот и пристапиме кон правење на софтверот. 2014 година март месец веќе го пуштивме и првиот имотелиз го издадовме, се запиша првиот бакарен кабел. До сега веќе имаме запишано преку 900 инфраструктурни објекти, преку 23.000 километри водови веќе се регистрирани во катастарот, преку 141.000 точкасти објекти, тоа се трафостаници, базни станици, се веќе евидентирани. Тоа е процес кој што веќе тече. Тука веќе благодарение на владата Република Македонија знаеме дека порано немало ни закон, се што е градено е диво градба. Затоа во моментов течат роковите за пријавување за легализација на овие објекти. Значи збориме и за водоводите, збориме и за бакарните кабли, за оптичките кабли, за трафостаниците и за сите овие инфраструктури кои што ги гледаме секој ден околу нас. Роковите за поднесување на пријава до општините ако се работи за инфраструктури во рамките на една општина е до крајот на оваа година, доколку се работи и се поднесува барањето до општината, доколку се работи за инфраструктура на пример кој што зафаќа некој пример кабел кој што поврзува повеќе општини, тогаш пример од Велес до Скопје, тогаш се поднесува до Министерството за транспорт и врски, така да користиме прилика сите материјални инфраструктури да си го запазат рокот, да си поднесат барање, за да може да си ги легализираат своите инфраструктури. Согласно законот за катастар, некаде до април наредната година 40% од овие инфраструктури сите што имаат иматели мора да ги легализираат и да ги достават во катастар да ги запишат, а до 2018 година треба 100% да го споставиме и овој катастар на инфраструктури. Покрај тоа што е битен од заштита од безбедност, од заради каде што можат не дај Боже човечки жртви да има, исто така битен е и во делот на бизнисот. Значи
за запишувањето на имотните листови, Република Македонија, запишувањето на инфраструктурните објекти, Република Македонија е меѓу малкуте држави во светот каде што издава имотен лист за инфраструктура. Значи, или прва сме, или затоа што во Европа не знаеме дека никој не издава имотен лист за инфраструктура. Србија сега нешто пробуваат, меѓутоа се уште не се готови, ние од минатата година веќе тоа го правиме, а за светот не сме сигурни, затоа не сакаме да кажеме дека сме на светско ниво меѓу првите, но овој имотен лист овозможува да се таа инфраструктура првен да се запише како сопственост на самата фирма, а понатака може да се даде под хипотека, да се земе кредит, да се инвестира во ново добро, така да инфраструктурниот катастар и како е битен за развојот на катастарот. Господин Трбевски, овој подземниот катастар е многу значаен, меѓутоа за многумина се уште нешто нејасно, нешто ново. Она што е многу позначено за, претпоставувам дека и за многу поголем процент од нашите гледачи е она што катастарот секојдневно го работи или ги запишува имотите, особено сега во овој временски период кога се впишуваат или се добива имотни листови за објекти кои што беа така наречени диво изградени. Со одлука на владата, вашата институција треба да изработи бесплатно елаборати за семејствата кои што се во социјален ризик. Да, не знам колку е познато за вашите гледачи, некаде во 2010 година токму катастарот преку помошта што ја доби од Светска банка се ангажираше консултант кој што направи студија како во Република Македонија да се легализираат дивите градби. Една фактички таа студија го покажа и патот како треба да се направи оваа легализација. Владата на Република Македонија во 2011 година во март месец го донесе законот за легализација на бесправно изградените објекти и се даде период од 6 месеци да се направи пријава на секој граѓанин, требаше да си го пријави или да си поднесе барање за легализација на бесправниот објект. Во тој период се пријавија негде близко 360.000 објекти. Од 2011 од тогаш па заклучно до сега во катастарот се веќе запишани 135.000 објекти. Значи ова е извореден потек прво на владата на Република Македонија, потоа и сите други институции вклучени во оваа проблематика со цел едновековно прашање на граѓаните кои што во текот на историјата изградиле бесправен објект, сега да си го легализираат и да имаат имотен лист за истиот. Како една од алатките кои што се покажа дека е слаба карика во овој процес е изработката на геодетските елаборати. Геодетските елаборати во Република Македонија има 150 геодетски фирми, а имаме 350.000 барања, или сега веќе имаме 135.000 запишани, некаде околу 200.000 елаборати се веќе изготвени, но за изготвување се уште за 150.000 објекти. Во собраниска процедура во моментов е закон за измена на закон за легализација, каде што ќе се овозможи продолжување на рокот за изработка на овие геодетски елаборати кои што ги прават приватните геодетски фирми, но имаме една категорија на граѓани кои што за жал не може да си дозволат, нивните примања се такви да не може да си дозволат да направат геодетски елаборат кој што патем за гледачите истиот чини некаде 40 денари по метар квадратен. Значи тоа е цената на геодетскиот елаборат. Имајќи го предвид ова, владата на Република Македонија во програмата што беше за изборите пред минатата година даде ветување до граѓаните дека катастарот за оваа категорија на граѓани се изготвува бесплатни геодетски елаборати и од минатата година, од минатото лето се направи измени на законот за катастар недвижности и катастарот започна да ги изготвува овие бесплатни геодетски елаборати. Процедурата е многу едноставна, законот важи за сите приматели на социјална помош, постојна парична помош и исто така и лицата со ниски примања. Лимитот за лицата со ниски примања е 168.000 денари бруто или некаде примањето треба да биде на најниската плата во Република Македонија. Потврда за лицата за примателите на социјална помош се обезбедува од центрите за социјална работа, додека за другите лица со ниски примања од управата за јавни приходи. Значи еден документ е потребно да се обезбеди и граѓаните треба да се обратат до шалтерите на катастарот, да го донесат документ, да се потпуни една пријава, да се остави контакт телефон, се за цел понатака граѓанинот да биде исконтактиран и екипите од катастар да дојдат и да направат геодетски елаборат. Сега го тоа е бесплатен. Од почетокот на оваа акција па до сега некаде нешто над 4.000 барања се поднесени до катастарот, секако и во Велес и другите градови, Неготино, и Кавадарци, и оваа околија исто така се поднесуваат барања. Упатуваме да напад оваа категорија на граѓани, бидејќи знаеме дека имаме околу 30.000 социјални граѓани кои што примаат социјална помош. Исто така имаме и граѓани кои што имаат и ниски примања. Но мала е бројката, 4.000 предмети се многу малце, затоа апелирам порака до овие граѓани да дојдат до катастрите,
да ги поднесат своите барања и не треба да стравуваат дали ќе изгубат социјалната помош, бидејќи веќе 4000 граѓани ги поднесува барањата, ќе изготвуваме елаборатите и веќе голем дел од нив веќе си ги легализира објектите, добија имотен лист и не изгубија помошта. Нормално е да се има имотен лист за во местото каде што живее. Секако ќе изгубат социјалната помош доколку некој прима социјална помош и има 2 куќи, 3 дуќани или и така натаму се разбира, така и не треба и да прима социјална помош. Но за сите останати што граѓаните затоа што социјалната помош е за мене лично мислам дека е привремена мерка. Секој граѓанин сака да не работа, секој граѓанин сака да заработува и тоа е нормално и природно. Но државата преку овие механизми, преку овие мерки обезбедува една минимална живеавачка, затоа сме тука па да го помогнеме и ние овој процес бесплатен да биде геодетскиот еборат, да се направи како што треба, да се достави до општината и да се легализира објектот. Напоменавте дека во собраниска процедура е носење на закон кој што ќе го продолжи рокот за изготвување на овие елаборати. Меѓутоа, колку е важно што поскоро тоа да го сторат? Барем оние кои што се приматели на социјална помош или семејствата кои што спаѓаат во категоријата кои што државата им овозможува да добијат бесплатни елаборати. Па многу е битно. Знаете, имотниот лист е нешто што може да овозможи понатака и развој на самото семејство. Сега веќе не можете ништо да направите во Република Македонија без имотен лист. Можеби некој ќе овозможи тој имотен лист на легализација на станот, легализација на куќата, легализација на не знам, на некоја можеби фарма или некој друг простор, ќе овозможи развој за тоа семејство, доколку се има добра идеја. Сега владата имаме фонд за иновации кој што се даваат средства, доколку се има добра идеја за развој на некој бизнис, благодарејќи на тој имотен лист може да се вложи тој објект, тој имот, да се добијат соодветни кредитни средства и понатака да се успее во животот. Не се мали примерите, ги гледаме тоа по рекламите на телевизиите каде што луѓето почнале во една гража како дел, например, еве со компјутерите сега империја во светот. Секогаш почетоците се мали и тешки, но потоа ако си има упорност, ако си има желба за работа, ако си има идеја, ете тој имотен лист може да биде причина и поттик за развој на семејството и на фамилијата. Господине Трпевски, какво е мислењето на меѓународните институции кои што всушност го мерат развојот на Агенцијата за катастар? Пред малку нели зборувавме дека сме многу понапред од сите катастри во регионот, дури не може да се споредуваат со нас. Меѓутоа, што тие мислат? Што треба да направи македонскиот катастар за да и понатаму се подобрува работата? На почетокот рековте, многу има одработено, меѓутоа има уште многу да се работи. Да, апсолутно. Значи, во континуитет од 2005 година навака Светската банка е таа која што го оценува работењето на катастарот и во овој завршен извештај во оваа книга веќе и на самиот настан што беше представникот од Светската банка јасно и гласно го кажа напредокот на катастарот. Секако катастарот нема да застане тука, има уште многу работи. Исто така Европската комисија секоја година го оценува развитокот на покрај сите институции и на катастарот, исто така и Doing Business на Светска банка е едно списание каде што многу детално ги разследува сите институции и ја кажува својата оценка за катастарот. Катастарот има уште многу работа. Значи, со дигитализацијата на катастарот, во делот на дигитализацијата на катастарските планови, ние денес имаме нешто над 90% дигитални, имаме уште 10% што треба да ја заобкружиме целата територија на Република Македонија комплетно да биде покрина со дигитални катастарски планови. Например, овде во вашата околија Неготино е веќе завршено, Квадроц очекуваме овој месец да заврши дигитализацијата, исто и Велес очекуваме овој месец да заврши со дигитализацијата. Катастарот е институција која што веќе се наметна на ниво на држава, која што некои работи кои што ги работеле други институции, но во светот го работи тоа катастарот, веќе ги презема и започнува да ги работи. Пред се тука е регистарот на цени, масовната проценка, тука се исто така адресниот регистар, во Република Македонија нема адресен регистар, тоа треба да се воспостави, во светот го прави тоа катастарот, во Република Македонија до овој момент го прави тоа централниот регистар, но поради тоа што за да се направи адресен регистар потребна и географска компонента, а адресите се ставаат на објектите се во катастарот, природно е тоа да во катастарот биќе во цел свет. Така, исто така катастарот интензивно работи на правење на регистар на градежно земјиште. Секој граѓанин да знае што е предвидено на сопствената парцела, што е предвидено да се гради, а како држава да имаме на централно ниво на ниво на цела држава што е предвидено, што е слободно да се гради, што е предвидено да се гради,
колку е предвидено да се гради. Значи буквално плејада на работи кои што му престојат на катастарот што треба да ги направи. Сега тука се меѓународните институции кои што не следат, не пратат во секој чекор, не оценуваат. Ние и во моментов имаме активен проект со шведскиот катастар, тој е регионален проект во кој што сме вклучени ние и земјите од Западен Балкан. Целта е да го усогласиме нашето работење со Inspire директивата и не само тоа, туку и сите овие претходни работи што ви кажам, значи адресниот регистар, масовната проценка, се тоа работи кои што во моментов се прават и во Европа. Значи работи кои што Европа ги прави, но ги правиме и ние. Значи веќе не работиме нешто што никој веќе го направил, па ние сега Паќаме чекор во буквална смисла. Веќе сега сме во чекор, но мора да ги направиме. Реформите се не на светско ниво или на европско ниво. Реформата не е еднаш зададена, ја стигнуваш и тука завршува. Не. Светот е во движење. Нови технологии се измислуваат и реформите се континуирани и постојани. Тоа се случува во Европската унија, тоа мора да се случува и кај нас. Има доволно луѓе кои што сето тоа може да го следат, да го работат, или на катастарот му требаат млади кадри? Катастарот има млади кадри, значи ова постава на катастарот и не само млади кадри. Катастарот е спој на младост со искуство. Како што ви кажав и на почетокот на оваа емисија, млади луѓе веќе 7-8 години буквално од факултет беа донесени во катастарот и се обучува во сите овие, значи во холандскиот катастар, во шведскиот катастар. Нема земја во Европа каде што не пошле и не виделе како се работи катастар. Пред 2 недели беа во Швајцарија. Има интересни работи што Швајцарија како држава во еден сегмент е понапред од другите останати земји во Европа, така да групата беше и таму да види. Така да во моментов катастарот има одличен спој на младост со искуство, сега кој имаме нови кадри, потребни се нови кадри, да не заборавиме благодарејќи на проектот на Светска банка, катастарот го помогна и формирањето на факултет за геодезија, бидејќи немаше во Република Македонија факултет за геодезија, кадрите наши се школува во Белград и во Загреб, сега имаме и факултет, дури и во Тетово од оваа година започнува нов факултет, драго ние ги поздравуваме. Тоа е добро кога геодезијата се шири, кога се развива, тоа ќе значи да немаме проблем со еднината во обезбедувањето на соодветни кадри. Она што како новина е интересно за катастарот е тоа дека граѓаните, према оние кои што малку повеќе се разбираат од компјутерите и од интернет и од дома, од својот дом, може да проверат која парцела на колкој, на чие име гласи, дали е дадена под хипотека, дали е под залог или не. Нешто што порано беше невозможно да се дојде. Кој е вашето сознание? Колку вашата веб страна или ГИС порталот е посетуван? Дали има интерес од граѓаните за услугите кои што може да ги добиваат на овој начин? Да. Транспарентноста на податоците на катастарот е една од многу битните работи во делот на катастарот. Значи, катастарот по законот е јавна книга која што мора да биде достапна на јавноста, транспарентна. Секој што сака да направи увид, да може да направи увид. Благодарение на технологијата, но ние тоа го возможивме уште во 2008 година да се гледа на интернет, а преку ГИС порталот од 2013 година веќе е многу поедноставно, многу подостапни се сите овие податоци. Секако на овие медиуми заштитени се оние лични податоци кои што се забранети согласно законот и не може да се објавуваат, но се што е податок, значи број на парцела, кај се наоѓа, да не ја знае граѓанинот. Сега денеска може да дојде на нашиот портал визуелно, значи имаме ортофото снимка каде што визуелно може да се препозна и да го види својот број или број на некоја друга парцела. Уште повеќе што нашата апликација денеска е достапна и на мобилните телефони. Секој може да дојде на нашата веб страна да си ја симни бесплатно апликацијата и буквално ќе го лоцира во место кај се наоѓа и ќе види кој број на катастарска парцела е. А во делот на посетеноста, благодарение на Google Analytics, значи една апликација на Google, каде што може да во секое време да се мери посетеноста на веб страната на катастарот, можеме да кажеме дека од можеби 0 посетеност, денеска секојдневно имаме меѓу 7 и 8 илјади посети на нашата веб страна. И тоа се зголемува. Знаете, кога немате податоци, никој не ја посетува. Како ги ставаме податоците, како нови податоци ставаме на нашиот портал, така посетеност е голема. Како од професионалните корисници, геодетските фирми, нотарите, извршителите, проценителите, така и од општата јавност која што сака да дознае повеќе податоци, како за себе, така и за она што е предмет на интерес.
Многу новини ве очекуваат во наредните години. Но еве за нашите гледачи, што е она што до крајот на годината може да се случува? Рековме дека дигитализацијата на катастарот во Велес завршува до крајот на овој месец. Со што вие ќе ја заокружите оваа година како катастар, како институција? Да, работиме теконо на многу проекти. Еден од главните проекти е дигитализацијата на плановите за Велес и Велешко веќе ја завршуваме до крајот на оваа година. Секако имаме и други проекти кои што ќе бидат промовирани во периодот што следи. Например, многу брзо ќе биде промовиран еден, ние го нарекуваме дистрибутивен систем, каде што буквално граѓаните, компаниите ќе можат од дома преку интернет да си порачаат имотели, копија од катастарски план, геодетски точки, едно чудо производи кои што се дигитални веќе направени и можат да бидат дистрибуирани до дома. Значи, дистрибуцијата ќе биде онлайн, може да биде потребно да се регистрира корисникот, достави имейл адреса веднаш по одбирањето и плаќањето на услугата, која што исто така ќе биде преку виртуелен пост терминал, значи електронски преку интернет, ќе може да ги добие веднаш на имейл, но ако сака граѓаниот или компанијата платоците да ги добие по пошта, треба да се остави соодветна адреса, така да по пошта ќе биде стигнати до дома. Ова е катастарот е прва институција која што државна институција ова ќе го овозможи, многу брзо тоа ќе го промовираме и ќе биде готово, така да новиот дистрибутивен систем е прашање веќе на денови кога ќе биде јавно промовиран и пуштен во употреба. Секако имаме и многу други работи кои што ги работиме во овој момент. Регистарот на градежно земјиште е некаде во фаза каде што очекуваме до нова година веќе да биде дефиниран целосно и да биде целосно ставен во употреба за изработка на урбанистичките планови за планерите. Значи огромна помош правиме во моментот на планерите, на кој што ќе им дадеме на алатка каде што точно ќе може да ги проверат онлайн платоците од катастарот, но и нивните планови да може да ги споредат, да видат дали нивните урбанистички планови се добро геолоцирани, дали се тополошки затворени, значи да работиме на еден државен координативен систем со познати алатки, со познати вредности, се со цел да добиеме подобри резултати. Оваа година генерално овие се 3 работи кои што очекувам да завршат, а секако продолжуваме и со други. Адресниот регистар го стартуваме оваа година, ќе трае наредните 2 години. Исто така работиме напорно и на многу други работи кои што ќе бидат масовната проценка. Секој објект во Република Македонија мора да добие своја цена. Така да има уште многу работи кои што ќе работиме. Интересно е кога станува збор за масовната проценка, имаат можност граѓаните токму преку интернет да проверат колку чини 1 квадратен метар земјиште во Прилеп, колку чини во Велес, па да направат споредба инвеститорите каде можеби е подобро да инвестираат. Да, регистарот на цени ние го промовиравме оваа година во присуство на председател на владата Република Македонија на 18 март го промовиравме регистарот на цени. Од тој момент натака секоја трансакција што се случува во Република Македонија ние појавуваме на нашиот ГИС портал, граѓаните можат да дојдат и да видат која е продажбата во Прилеп, во Велес, во Скопје, значи сите продажби се регистрираат, се транспарентни, може да се видат цената, значи може да се види цената на стан, може да се види цената на земјиште, може на деловен простор, исто така закупите се тука, може да се видат и колку е закупот на едно подрачје во градот, колку е на друго подрачје на градот. Регистарот на цени овозможува транспарентноста на пазарот. Знаете, порано луѓето ако сакаат да купат и продадат, нема каде да се информираат, туку останува на агенција или некои меѓусебни мислења дека некоја недвижност чини толку и толку. На овој начин ние правиме да некој човек ако сака да купи стан во Велес или во некој дел од Велес, да провери дали во тој дел веќе е продаден некој стан и да види по која цена е продаден. На тој начин веќе пазарот на недвижности го правиме транспарентен. Значи, првиот чекор е веќе направен, регистарот на цени се прави, потребно е година до 2 истиот да се полни со податоци, за потоа да пристапиме кон масовна проценка, каде што секој објект, секоја недвижност ќе си добие и своја цена. Господин Трбевски, јас ви благодарам што вечерва одвоивте дел од вашето време и го посветивте заедно со нас на нашите гледачи. Се надевам дека и во иднина катастарот како агенција ќе работи транспарентно, позитивно или применувајќи ги сите предности од ИТ технологијата ќе се претвори во една отворена институција, многу поразлична од онаа што беше пред 10 години. Благодарам на поканата. Катастарот го следи современото време на IT технологијата, така ќе продолжиме понатаму. Нашите долгорочни планови и среднорочни планови се во таа насока. Благодарам уште на поканата. Стоиме на располагање за дополнителни вакви емисии, дебати и така натаму. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што вечерва бевте заедно со нас. Ако имате било каков проблем од областа на
катастарот или за имотните листови, проверете да го најдете на интернет. Доколку не, вработените во катастарот во Велес на љубезно ќе ве примат и не за неколку месеци, туку за неколку часови ќе ви го издадат истиот. Благодарам и пријатно.